Извинете, дали може кратка анкета? Може, дечко. Поминаа 5 месеци откако се одржаа локалните избори, а дел од ангажираните лица во избирачките одбори се уште немаат земено пари. Луѓето треба да земат од 200 до 350 евра. Види, ако им ги даде одма парите, они ќе ги потрошаа на нешто без везе, вака парите им се уштедени. Најло ќе биде да им ги дадат парите на 26 декември, за да им се најдат за нова година. Зошто баш на 26 декември? Не ли гледаш дека се заебавам? Јас да сум била членка на избирачки одбор, ја не би барала уопште пари. Ја целото тоа би го работила од кеф за државата. И тоа строго за џабе. Како да не са? Што како да не? Битно е да има за чаушите. За нас не е важно. Јас живеам од љубов кон Томи. Мажот ви? Не, мачорот. Министерот за здравство рече дека некои клиники и доктори на незаконски начин стигале до плата од 10.000 евра. Види, машала, тоа не е можно ни во една Германија, знаев дека ќе отидеме напред, Јас со плата од 10.000 евра, прво би си купила гардеробка од 3.000 до 3.000 евра, после би отишла у Париз и таму би профучкала околу 3.000 евра и би си уплатила джип, пошто со 2 плати ќе си го платам джипот и доста е толку за почеток, јас сум си скромна. Вие докторка сте? Не, јас сум пациентка и боледувам од премногу фантазирање, за мојата болест се уште нема лек. Фабриките ќе продолжат загадувањето да си го мерат сами, бидејќи надлежните институции велат дека е прескапо да ги следат сите фабрики. Дека е прескапо е, се работи за илјадници објекти. И сега се останува на совеста на газдите. Они сами ќе си го мерат загадувањето и кога ќе видат дека ја надминале границата, ќе прекинат да се глупираат. Совеста е многу битна работа и јас не се сомневам дека газдите ќе покажат совест. Вие верувате во тоа? Па ја верувам дека Вардар ќе стане прва лига шампиона, ама за жал јас тој ден нема да го дочекам. Во некои градови лебот е поскапен за 3 до 5 денари, пекарите како причина за тоа ги наведуваат зголемените трошоци за производство. Јадете месо, луѓе, лебот тешко се заработува. Кркајте пилешко, кркајте јајца, баталете леб. Филипче ќе упати писмо до евроамбасадорите во земјава, како и до сите функционери на ЕУ и НАТО. Во писмото ќе биде наведено дека премиерот Мицкоски ја демонтира евроатлантската интеграција на Македонија. Шо да кажам? Ко божем, европејците ги чекаат писмата на Филипче, они гледаат кај нас колку е саат, И колку е саат? Па, колку е? Еве го полноќ. Како полно, господине, кога е ден? Смрачено е, дечко, само ти не приметуваш. Владите на европските земји сакаат да побараат од своите граѓани да не возат автомобили и да не патуваат со авиони за да се заштеди на гориво. Ваквата мерка веќе функционира во некои азиски земји. Да, ја поддржувам оваа мерка што сакат владите во Европа да ја направат за своите граѓани и сега ќе поставам конкретно прашање. Што ќе име на европејците да возат коли во местата кај што живеат? По они се организирано општество, имаат автобус, тролејбус, шинобус, имаат точаци, имаат метроа. Значи, зашто да палиш кола? Штеди на бензин, гледаш ти нафтава секој ден расте. Втора работа, европејци многу се размазиле, палат авионот и летуваат Тенерифе, Куби, Муби, Кариби, не знам што. Што е таа работа? Седете си дома мадро за да не ви биде модро, како ние може да си седиме дома? Така што треба да се штеди на бензин и тоа е тоа. Мене целата оваа ситуација со нафтенава криза ме потсеќа на СФРЈ. Бидете поконкретен? Ќе бидам најконкретен. Значи, кога умре Тито, он кога беше жив, добра беше, ама сега кога умре, Југославија банкротираше на еден начин, имаше криза со зејтин, со млеко, па се редевме уредици за да купиш едно зејтинче и така натаму и после тоа дојде криза со бензин. Нема бензин во Југославија. И тогаш воведоа систем пар-непар. Што значи тоа? Кола чија што регистрација завршува на пар, 0, 2, 4, 6, 8, може да вози понеделник, среда и петок. А кола што има непар регистрација, 1, 3, 5, 7, 9, може да вози во вторник, четврток и сабота. И на тој начин се штедеше гориво. Сега во недела сите можевме да возиме, тоа беше одлука, ама џабе, ние во недела сите се бањавме и седевме дома, разбираш?
Значи не дала ден за бањање. На европејциве им препорачувам. Воведете систем пар не пари ќе штедите на бензин. Премиерот пак беше во Будимпешта. Па да бе. Па добре бе, па шо? Тоа е сосема нормално. Прво одиш кај што те викаат, второ одиш кај што ти е убаво, пријатно, и трето одиш кај што имаш друштво. Значи ја тргнувам од себе, во обичен живот. Јас се дружам со моје друштво, тоа се Шики, Рики, Зоран, Горан и Табач. И сега види, јас сакам да се дружам и со холандскиот амбасадор, рецимо, да испиеме по некоја чашка виски, да каснеме некое бадемче, ама он мене не ме вика за друштво. Знаеш ли зашто? Зашто? Заради тоа што сум бил досаден. Се едно исто сум зборел. Добро, сега каква врска има тоа со нашиот премиер и Орбан? Има врска, ова е страшна метафора. Кој свати, свати. Ајде.